Беше тоа на 17. октомври 1878 година, кога започнало кресненското востание на македонскиот народ против османлиската власт, а за ослободување на Македонија и за создавање на независна држава. Околу 400 востаници, предводени од Димитар Поп-Георгиев Беровски и војводата Стојан Карастоилов, го нападнале селото Кресна, каде што се наоѓала османлиската касарна. При тоа ја зазеле касарната и ослободиле неколку места каде што била создадена народна власт. Востанието било задушено дури во јуни идната година. Беше тоа на 17. октомври 1912 година кога почнала првата Балканска војна. Војната завршила со примирие на 3 декември истата година. На конференцијата во Лондон на 30 мај 1913 година Турција морала да се откаже од териториите на европскиот континент, освен од Одрин, кое сојузниците не успеале да го завземат. Македонскиот народ зел активно учество во војната, очекувајќи дека ќе се избори за слобода и независност, но наместо тоа сојузниците ја поделиле Македонија, што пак било причина за почеток на Втората Балканска војна. На 17. октомври 1943 година роден е Кирил Дојчиновски, македонски и југословенски фудбалер. Кирил својата кариера ја започнал во фудбалскиот клуб Вардар. За првиот тим заиграл во сезоната 1963-1964, адресот на Вардар го носил до јуни 1967 година. И во тој период одиграл 106 првенствени надпревари. Потоа преминал во Црвена звезда, а дебитирал на 22 јули 1967 година. До 14 мај 1974 година тој одиграл вкупно 420 надпревари за Црвена звезда, од кои 189 биле првенствени, при што постигнал 11 голови. Кариерата ја продолжил во Франција во екипите на Троја и Париз, каде што ја завршил и кариерата. По завршувањето на професионалната кариера, тој работел како тренер на неколку клубови во Ел Салвадор, а исто така бил и тренер на фудбалската репрезентација на Ел Салвадор. Потоа тој бил тренер и на неколку македонски фудбалски клубови, како фудбалски клуб Вардар, фудбалски клуб Пелистер, фудбалски клуб Македонија Ѓорче Петров, фудбалски клуб Брегалница и фудбалски клуб Брегалница Делчево. Починал на 10 август 2022 година во родниот град. На 17. октомври 2011 година починал Васил Дилев. Роден е во Скопје во 1913 година и бил еден од пионерите на македонскиот фудбал и како голман го чувал голот на СК Македонија и фудбалскиот клуб Вардар. По завршувањето на фудбалската кариера бил првиот тренер во Македонија со положен тренерски испит. Васил Дилев бил последниот жив фудбалер на СК Македонија, фудбалскиот клуб кој во 1941 година со одлука на бугарските власти станува дел од првенството на Бугарија. Тимот бил предводен од тренерот Илеш Шпиц и водел борба за титулата со познатиот тим Левски. Починал во Скопје на 97 годишна возраст. Беше тоа на 17. октомври 2017 година кога почина Јагода Сланева. Таа била дел од првата генерација ученици на балетот при Македонскиот народен театар. Го завршила средното балетско училиште во Скопје, во класата на Јури Мјачин, професор гостин од Санкт Петербург. Кариерата ја започна во 1968 година со изведба на ПДД од балетот Орево Крчачка на музика на Петар Илич Чајковски, а ја завршува во 1992 година со улогата на Марија во балетот Бахчисарајска фонтана. Како прима балерина на македонскиот балет, таа гостувала на различни сцени во Франција, Германија, Полска, Романија, Канада, Словенија, Србија, Хрватска и други земји. Работела и како педагог, а како кореографка соработувала на повеќе детски представи во театрите во Скопје, во театарските представи во повеќе театарски куќи во Македонија, како и на повеќе проекти во независна продукција. Сланева работела и како кореограф на телевизиската серија Аплаузи и проектот Сенки во нокта од Бодан Арцовски во македонската телевизија. Прима балерината Сланева ја добила наградата Менада за врни достигнување во малеската уметност од Скопскиот фестивал Танцфест во 2017 година.